Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Македонија сведочи 7-годишен застој во изградбата на државната инфраструктура. Владата предводена од ДСДСМ не изградија ни еден километар автопат, не донесува водоводи и канализација до граѓаните, никогаш не било полошо. По изборната победа, ВМРО ДПМН силно ќе се посвети на изградбата на државната инфраструктура. Најнапред, ќе ја прекинеме 10-годишната агонија на автопатот Кичево-Охрид и се обврзуваме со силно темпо и ангажираност до крајот на 2026 година да биде пуштен во употреба овој автопат. Ќе го завршиме првиот дел на автопатот Скопје-Блаце до крајот на оваа година и ќе го започнеме и завршиме и вториот дел од овој автопат од 10,5 км до крајот на нашиот мандат. Со тоа, Скопје автопатски ќе го поврземе со граница на Косово. ВМРО ДПМН ќе се обиде да го оптимизира веќе склучениот штетен договор со Бехтел и ЕНКА, да ги минимизира сите трошоци за изградбата на коридорите 8 и 10, односно автопатите Тетово-Гостивар, делот од автопатот Гостивар-Букојчани према Кичево, Прилеп-Битола, Требиниште-Струга кон Ќапастан. Завршување на експресниот пат од Градско преку Росоман до Прилеп. Завршување на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка. Ќе го започнеме проектирањето на експресниот пат од Струмица до Ново село, односно до граничен премин Ново село. Ќе започнеме проектирање на автопат од Велес преку Чашка па до Прилеп. Започнување со изградба на експресниот пат од Битола до Меджитлија и ќе го напредиме инфраструктурно поврзување на Пелагонискиот регион. Низ територијата на цела Македонија ќе извршиме огромен број на рехабилитации на патни делници согласно нивниот степен на оштетеност и итност. Ќе ги модернизираме патиштата и ќе зголемиме безбедноста на патиштата низ Македонија, затоа што техниките и алатките кои се користат во Македонија се навистина со застарени методи. Ќе инвестираме 250 милиони евра директно во општините низ Македонија. Ќе се помогне буквално на секоја општина низ државата преку изградба на локални улици, нови водоводи и канализации. Недозволиво во 2024 година добар дел од населението на Македонија да нема пристојна инфраструктурна мрежа до своето живеалиште. Оваа состојба ќе ја промениме. Состојба во железница е најлоша во историјата на македонските железници. Владата на СДСМ за прв пат во историјата ги укина сите меѓународни линии, а неодамна ги укина и линиите кон Кичево, кон Куманово и кон Кочани. Ние повторно ќе ги вратиме овие линии во функција, ќе инвестираме и во рехабилитација и реконструкција на железничка инфраструктура која во овој момент се наоѓа во очаено тешка состојба, а тоа се благодарение на инертноста и неодржувањето од страната на оваа влада. Во делот на урбанизмот и градежништвото ќе направиме комплетни системски реформи со кои комплетно ќе реформираме оваа област. Како проект ќе го наведам урбанизмот во втора фаза. Владата предводена од ВМРО ДПМН пред 10 години го креираше и го стави во функција системот e-урбанизам, преку кој се овозможува по електронски пат донесување на урбанистичките планови. Веднаш по формирање на новата влада ќе се донесе нов закон за урбанистичко планирање, со кој најнапред законски ќе се задолжат сите институции да ги дигитализираат и стандардизираат своите податоци и бесплатно преку сервери да ги направат достапни на новиот владин геопортал за урбанизам и просторно планирање. Во порталот ќе бидат дигитализирани и хармонизирани сите важечки урбанистички планови од цела држава. BIM технологијата, односно Building Information Modeling, тоа е воспоставување на стандардизација при изготвување на документацијата за добивање на дозволи за градба со помош на иновативна софтверска платформа за автоматска проверка. Новата влада ќе воведе BIM технологија со која се решаваат наталожените проблеми со проектирањето, брзината, квалитет на градење, како и пробивање на буџетите. Најоптималните трошоци за одржување на зградите и така натаму. Почитувани, ова се само дел од проектите од платформата за иднина, со која Македонија ќе престане да нижи порази, ќе размрда економијата и ќе обезбеди иднина за граѓаните. Благодарам.